Што е всушност црквата? Кога денес ќе го спомнеме зборот црква, различни луѓе замислуваат различни нешта. Некои мислат на храмот, на градбата. Други ја замислуваат како институција и нејзината организација во епархии и помесни автокефални цркви. Трети пак како национална традиција и култура кои треба да бидат сочувани и пренесени. Иако во сето тоа има одредена вистина, сепак, ниту едно од нив не го исцрпува вистинското значење на црквата, а тоа е црквата како заедница на Христови ученици. Во евангелскиот текст слушнавме како Христос ги повика учениците Петар, Андреј, Јаков, Јован, а подоцна и другите. Но тој не ги повика да станат просто верници и секој од нив да си оди по својот пат, кој како замисли. Напротив, тој од нив направи ученици и ги поврза во заедница. Таа заедница на духовден Бог ја исполни со силата на Светиот Дух и од тука започна тајната на црквата. Малку подоцна, светиот апостол Павле ја искаже една од најпознатите метафори за црквата, а тоа е црквата како тело Христово. Во таа метафора Христос е главата, а ние сме членовите на неговото тело. Како што секој дел од човечкото тело си има своја улога, така и секој член на црквата си има свое место, своја служба и свој дар. Црквата е жив организам, жива заедница возглавена од самиот Господ Исус Христос. А тоа значи дека спасението не е индивидуален проект. Не е само јас и Бог. Денес често може да се слушне верата е нешто лично, нешто интимно. Што ќе ни се свештеници, што ќе ни се други верници. Јас само во Бога си верувам. Но што ќе се случеше ако вака размислуваа апостолите кога Христос ги повика? Што ќе станеше од црквата ако Петар си веруваше сам, Андреј си веруваше сам, Јаков, Јован и сите други ученици исто така? Тешко дека црквата ќе беше она што е денес.